Денес екипа на спортската редакција на М-нет телевизија беше нагости на Фудбалската федерација на Македонија и во ексклузивното интервју председателот Муамет Сејдини се осврна на најновите моменти околу изградбата на западната трибина на градски во Штип. Договор со општина Штип го потпишавме, во тек не беше процедурава за да достигнеме договор со изведувачот, кој што ќе изведува работава, фирмата кој што ќе изведува работава во стадионот, во трибината во Штип, тоест утре ние го потпишуваме и договорот со фирмата кој што го доби тендерот. Значи, мислам дека следнава недела би требало да се отпочне со работа, нормално дека и надзорот, избавме и надзор, кој што ќе следи работава во стадионот, така да следнава недела мислам дека надзорот ќе ги воведе во работа фирмата кој што го доби тендерот за да изработи трибината, западната трибина во Штип. Спортската редакција на М-нет телевизија има исклучително добра соработка со Фудбалската федерација на Македонија и во есенскиот дел во втората македонска фудбалска лига група Исток вршеше директни преноси од најразлични градови и екипи. Едногласна е одлуката на спортската јавност, кога во услови на празни трибини ги следа своите противници, а со тоа М-нет телевизија вршеше популаризација на фудбалот на Истокот. Го користам ова да ви се заблагодарам вас, што јавноста ја запознавате со случувањата по терените во тој крај, во источниот дел на наша држава. Значи, немат никаков проблем зошто да не. Ова е плюс едно за јавноста да види случувањата, да види квалитетот на тимовите, така да не гледам тука некој спор. Можеме да продолжиме. Ние согласноста ви ја дадовме за втората лига за да можете таму да снимате и да ги пренесувате утакмиците во живо. Тоа е еден плюс, затоа што знаеме како е ситуацијава сега. Значи на терен не сме да се влегува, публика нема, барем тие спортски љубители да можат од некаде да ги видат своите миленици. На радост и на задоволство на македонската фудбалска јавност, раководството на Фудбалската федерација на Македонија постигна согласност селекторот Игор Ангеловски да остане на чело и да ја води селекцијата на престојното европско првенство. 31 декември 2020 истекува договорот на селекторот Игор Ангеловски. После стикувањето на договорот на селекторот, ние седнуваме на маса, ако ги усогласиме ставовите, продолжуваме со работа. Ако не ги усогласиме ставовите, значи тоа што оди на планот Б. Даде Господ, тоа што ние понудите, тоа што побара Игор Ангеловски, ги усогласивме сите ставови и продолжи договорот со Игор Ангеловски како селектор на адаптацијава на Фудбалската федерација на Македонија, кој што селектор го имат најголемиот успех до сега. Имало и други селектори кои што исто го сакале тој успех да го имат. Меѓутоа среќата била на негова страна. Тој е селекторот кој што нас не одведува во Букурешт на 11 јуни 2021 година. Првиот човек на Фудбалската федерација на Македонија со свое видување на атмосферата, емоциите и другарството на нашите репрезентативци. Тие дечки пред све покажуваат карактер, едно достоинство нивно. Значи се многу сплотени еден со друг. Не знам како да ви го опишам нешто, значи тие се тоа се гледа уште многу подалеку. А не кога си во терен, кога ги гледаш со своји очи, кога ги слушаш како разговарат, кога ги слушаш како се дружат, па на крај кога ги гледаш како гинат на терен. Соработката на М-нет телевизија и Фудбалската федерација на Македонија продолжува и понатаму, зашто изразуваме огромно задоволство во креирањето на едните проекти. Јас ви благодарам и на приемот и особено морам да истакнам ова можност да се заблагодарам и на портпаролот Златко Антоновски, кој што на секое наше барање, на секое прашање експертни одговори и брзи, точни и со тоа на тој начин продолжува соработката на М-нет телевизија и на Фудбалската федерација. Тоа не е задача на сите нас. На Европското првенство Македонија ќе одигра 2 надпревари проти Австрија и Украина во Букурешт и 1 надпревар со Холандија кој ќе се одигра во Амстердам.